Значи, со последните измени на законот, кои што се случи уште во 2014 година, веќе договорните органи ги објавуваат проценетите вредности на нивните набавки. Значи, задолжително е во огласот, уште при самото објавување на оглас, да се знае и за која проценета вредност ќе може да се аплицира од страна на економските оператори. Така да веќе по однос на сумите тие им се познати. Но се уште нема деловна култура која што би придонела кон тоа да веднаш се даде онаа реална проценета вредност и економските оператори одат со многу повисока цена, 20, 30, па дури 50%, и се случува на електронските аукции да намалуваат дури 10 пати од почетната цена. Но конкуренцијата, присуството на повеќе економски оператори ќе си го стори своето и со текот на времето сигурно дека како и кај големите фирми, оние што се поголеми предпријатија, и кај малите и средни предпријатија, оваа деловна култура ќе заживее. Пред се грешката е тоа што не учествуваат. Тоа што се плашат да учествуваат, што мислат дека се е однапред договорено, а навистина не е така. Дури сега кај електронските постапки ќе се случи и да нема понуди за почеток, договорните органи пак се соочуваат со тој страв. И ние го имавме тој проблем на почетокот уште во 2010 година кога почнавме да ги користиме. Значи, економските оператори, ни мали и средни предпријатија сметаат дека тоа е нешто непознато, нешто можеби и страшно, дури не учествуваат во електронските постапки. А напротив, треба да се ослободат, да учествуваат и да видат дека можат, дека значи може да се случи тие да земат дел од колачот, како што рековте, да склучат договори, да бидат носители на набавка и да ги реализираат успешно договорите. Друг проблем кој што би бил е тоа што, да речеме, многу едноставна документацијата, но не ги читаат тендерските документации. Само она што ги интересира, например, да речеме, техничка спецификација. Ако се бара некој посебен услов или ако има некој посебен услов од самиот договор, тоа не го читаат и после може да настане некој проблем.